Драги ученици, добар ден и добродојдовте во Националната платформа за далечинско учење EduIn. Прво би сакала да се представам. Моето име е Оливија Жежова, наставник по англиски јазик при Основното училиште Димитар Македонски од Скопје. Денешната лекција е со формата should, односно shouldn't, кој што ги користиме најчесто кога сакаме да побараме или да дадеме совет. За овој час ви е потребно тетрадка, молив или пенкал. Како што веќе кажавме, денешната лекција е should, односно shouldn't. Прво би сакала да се запознаеме со целите. Целите се ученикот да го препознава и применува модалниот глагол should, односно неговата одречна форма shouldn't во секојдневниот говор, да може правилно да го применува во пишуван текст и да води едноставна комуникација со истиот глагол за барање и давање совет. Тука веднаш би кажале и кој е преводот. Значи, should во превод значи треба, shouldn't би значело не треба. Сега, следно, ќе се запознаеме за тоа во кои најчести ситуации ги користиме формите should, односно shouldn't. Овој модален глагол најчесто се употребува за ситуации во кои што бараме одреден совет или сакаме самите да дадеме совет. Тоа најдобро може да се илустрира во дадениот пример. Example. I don't feel very well. You should see a doctor. Како што веќе приметувате, при ваква одредена ситуација даваме логичен совет и сме употребиле формата should. Освен употребата за барање и давање совет, овој модален глагол исто така може да се употребува и во други ситуации. Исто може да се употребува кога сакаме нешто да препорачуваме, односно да препорачаме нешто што е според наше убедување исправно. Example. When you go to London, you should visit the London Eye. Значи, тука веќе искажуваме едно наше мислење, кое што мислиме дека треба да го препорачаме на некој друг. Исто така, друга една ситуација, кога би можеле да се употребат формите на should, односно shouldn't, е тоа кога имаме некаква обврска за извршување. Нешто што е веќе претходно закажано. Example, I really should be in the office by 7 a.m. Значи, тука веќе искажуваме една облигација, една обврска и како што приметуваме, повторно сме го потребиле модалниот глагол should. Веќе до сега видовме зашто се може да се употреби модалниот глагол should, односно shouldn't, и сега да се запознаеме со формата на самиот глагол. Модалниот глагол should не може да се користи како главен глагол во реченицата. Па поради тоа, секогаш после него следува уште еден глагол. Тука треба исто така да напоменеме дека глаголот should, модалниот глагол should, може да се употребува и во сегашно, и во минато, и во идно време. Денешниот час ќе се задржиме само на сегашно време. Како што приметувате, исто така го има во три форми: потврдна, прашална и одречна. Прво ќе се запознаеме со потврдната форма. You should eat healthy food. Приметуваме дека послед глаголот модалниот глагол should задолжително следи уште еден глагол во зависност од тоа што сакаме да искажеме, односно какво действие, и треба да се напомене дека тој глагол е секогаш во својата основна, односно инфинитивна форма. Значи, нема никаква наставка. Should, односно shouldn't, може да се употребат и во прашална и одречна форма,
Еве еден пример за прашална форма. What should I do? И како одговор на тоа, you shouldn't work so much. Значи, приметуваме дека и во едната и во другата форма, послем глаголот should следи друг глагол, кој што е во инфинитивна форма, како што е тоа во одречната форма, и во прашалната форма, исто така во реченицата имате уште еден глагол, кој што е во својата основна форма. Еве тука сега како изгледа тој глагол во сите лица и во еднина и во множина. Многу едноставно, поради тоа бидејќи е и модален глагол, сите знаеме дека модалните глаголи не се однесуваат како останатите глаголи. Еве тука сме го земале глаголот stay, I should stay, you should stay, he, she, it should stay, we should stay, you should stay, they should stay. Како што веќе кажав, оваа форма е доста едноставна. Секаде се употребува глаголот, модалниот глагол should и после него следува друг глагол во својата инфинитивна форма. Приметуваме дека наставка нема во ниедно лице, ниту во еднина, ниту во множина. Еве са малку подетално да видиме прашалната форма на кој начин се образува. Се образува со промена на местата со лицето во реченицата. Should I stay? Should you stay? Should she stay? Should he stay? Исто тоа се однесува и за останатите лица во множина. Еве ќе ги кажеме усно. Should we stay? Should you stay? Should they stay? Додека одречната форма се образува од следните форми. Ние веќе претходно кажавме дека shouldn't е негативната форма од should, меѓутоа треба да знаеме од што е составена таа форма. Shouldn't се состои од should not, односно скратено shouldn't. Кратката форма е таа што најчесто се користи во секојдневниот говор. И тука исто така треба повторно да напоменеме дека после shouldn't повторно следи глагол во својата основна форма. Во сите лица и во еднина и во множина. Еве сега тука ние три примери, три ситуации. Горе ви се дадени три глаголи: hurry, see, take. Пред нив секогаш треба, односно во сите три примери, треба да стои should. Ситуациите ви се дадени. Првата ситуација е I've got a cold, I've got a headache, I'm late for school. Со тоа што ќе ги употребите овие три глаголи, заедно со модалниот глагол should, треба да дадете совет за овие три ситуации. Направете го тоа, ве молам, во вашите тетрадки. Можете да го напишете само модалниот глагол should и глаголот кој што најдобро следи, односно може да биде употребен во конкретната ситуација. Мислам дека се доста јасни инструкциите и лесно можете да препознаете кој глагол каде треба да се употреби, односно во која реченица или ситуација. Верувам дека веќе сте готови. Еве да видиме во првата реченица. Што имаме? I've got a cold. You should see a doctor.
Тука гледаме дека најлогичен одговор, односно совет, би бил веќе овој до денес. Во следната ситуација имаме I've got a headache. You should take an aspirin. Еве уште една логичка ситуација и еден добар совет. И третиот, I'm late for school. You should hurry up. Ова секако дека би било најдобриот одговор кога некогаш би се нашле во една ваква ситуација за која што искрено се надевам не се наоѓате често. Сега повторно имаме тука со негативната форма shouldn't и повторно ви се дадени три глаголи. Worry, eat, spend. Значи, тука сега имаме обратна ситуација, односно, треба да употребиме негативната форма shouldn't, која што веќе кажавме дека е составена од should plus not, и после тоа да се додаде глаголот worry, eat, spend во зависност од конкретната ситуација. Разгледајте ги внимателно речениците. You, тук имате празно место, so much time in front of the computer. She, повторно имате празно место, so much about her English test. We, празно место, unhealthy food. Значи, во вашите тетрадки, ќе ве замолам, пополнете ги, односно, употребете го точниот глагол за секоја конкретна ситуација, заедно со модалниот глагол shouldn't, кој што тука е во одречна форма. Можете да ги напишете само вашите одговори во тетрадките. Мислам дека и ова не би требало да биде многу тешко. Јасно е од самата ситуација, нели, кој глагол каде треба да се употреби. Може би овие илустрации доле ќе ви помогнат во точното решавање. Сега мислам дека можеме заедно тоа да го направиме. Значи, во првата ситуација имаме You shouldn't spend so much time in front of the computer. Ова е добар совет, кој што можеме да го применуваме од време на време. Следното е She shouldn't worry so much about her English test. И третото We shouldn't eat unhealthy food. Кој што совет искрено се надевам дека го практикуваме почесто. Убедена сум дека точно сте ги одговориле сите три реченици, односно глаголите ви се употребени на правото место во правата реченица, се разбира со одречната форма shouldn't. Тука повторно имаме уште една вежба. Треба да одберете во секоја од овие три реченици дали треба да стои потврдната форма или одречната форма. Односно, дали треба да употребите should или shouldn't. Имаме три ситуации повторно, би рекла од секојдневниот живот, кои што значи, треба точно да се одговорат. Ајде заедно ќе ги прочитаме. My brother has got a toothache. He, празно место, eat chocolate. You, празно место, wash your hands before every meal. Ова би рекла во овие
во овој период е доста важно да се почитува. И третата ситуација, we, празно место, eat a lot of fruit every day. Во вашите тетрадки ќе ве замолам да го напишете само точниот одговор. Дали е A or B. Значи за секоја реченица посебно. Значи тука само треба да размислиме дали треба да стои потврдната форма should или одречната форма shouldn't. Верувам дека и ова ви беше доста едноставно и лесно да го изработите. Со досега веќе се онакажаното и објаснето. Ајде да видиме сега заедно. Значи во првата реченица, како што веќе претходно прочитав, my brother has got a toothache, he shouldn't eat chocolate. Што значи дека ова е најлогичниот совет што би можеле да го дадеме во една ваква ситуација. Втората реченица, you should wash your hands before every meal. Ова е доста важно и навистина треба да го практикуваме постојано. И третиот совет, we should eat a lot of fruit every day. Уште еден, би рекла, добронамерен совет. Значи, веќе тука приметуваме дека во првата реченица сме употребиле одречната форма, shouldn't, додека во втората и третата е употребена потврдната форма should. Се надевам дека овој час ви беше доста интересен и дека денес научивме нешто ново. Ви посакувам убава и пријатна работа.